време на корона пандемија, како во Македонија, така и во регионот, ја имаме за жал истата ситуација. Секојдневно се надеваме на секогаш подобро, но не секогаш се црни нештата, односно има моменти и розови. Па секако во оваа ситуација во која сме сите моментално, целиот свет, не само регионот, кој не поврзува е секако музиката, која дефинитивно овој период, како нашите изведувачи во Македонија, така и во регионот се трудат навистина преку музика да едноставно оној депресивен момент кој го имаме, односно во домовите, да ни донесат барем за момент свежина со нивната музика. Кога велам свежина, велам конкретно на една од балканските звезди на овие простори, односно станува збор за Елена Томашевич. Знаете дека го најавувавме интервјуто претходните неколку дена, но има навистина еден одличен повод за кој ја имаме по трет пат повторно заедно со нас. Се запознавме на солистичкиот концерт во Македонската опера и балет, незинот прв солистички концерт во Скопје, но се видовме и изминатава зима, пред да дојде оваа за жал корона, на Winterland или новогодишното издание на градскиот плоштад каде што настапи Елена Томашевич, и по трет пат, овој пат на линк врска до Белград, ја имаме Елена Томашевич, и тоа овој пат не би било ексклузивно доколку ја немаме нормално со повод за новата песна Дире ми усна, но најпрво добро ни дојде уште еднаш по трет пат на Jingle TV. Hvala tebi i veliki pozdrav za sve gledaoce Jingle TV-a. Hvala na ovako divnoj najavi. Така, па сепак мораме да го сручиме се во ова, бидејќи навистина си ни драга, секогаш ја промовираме твојата музика. Во ова лошо време, да кажеме, ајде, сепак се издвојуваат овие изведувачи како тебе, кои навистина ни налеваат надеж за подобро утре, нормално со хитовите кои ги подготвуваш. Имавме Сунцокрет, Добро јутро љубави. Овој пат нешто во изведба на латино, фламенко. Па ајде најпрвен ти да ни објасниш подетално за што станува збор на новиот хит Дире ми усна. Pa iskreno da vam kažem, ova pesma je, demo snimak sam snimila pre nekoliko godina, pre zapravo godinu ili dve dana i pošto sam imala mnogo vremena u izolaciji da slušam razne demo snimke koje sam snimila, ali da prislušavam ono što mi ljudi šalju svih ovih meseci, zaista sam imala dovoljno vremena da odlučim koja bi to pesma bila. Nekako sam se odlučila za Diraj mi usne zato što u sebi nosi jednu odluku, jednu snagu da ostavimo sve što je ružno iza nas i da idemo dalje. I da se borimo sa svim što nam život donese, da zapravo smo mi ti koji donosimo odluku da idemo dalje. Ovo jeste ljubavna priča, ali ta poruka metaforički može da se prenese i na današnju situaciju, tako da sam negde htela da dam i podršku i ljubav svim mojim obožavaocima, odnosno ljudima koji me slušaju, i nekako Goran Kovačić je napisao muziku i tekst za ovu divnu pesmu, a Darko Dimitrov je uradio fantastičan aranžman i upakovao nekako u moderno ruho, tako da mislim da je to dobro zato što može da pokrije razne generacije moje publike, jer u sebi nose primese i latino muzike, i fado muzike, i malo orijentalne muzike, a opet ima i to nešto moderno. Tako da mislim da je dobar spoj svega u jednoj pesmi, a sa druge strane nekako sam zapravo i pomislila da ako usrećim bar jednog slušalca ili bar jedan deo svoje publike, da je moja misija uspela. Тоа е дефинитивно така, бидејќи во Македонија се слуша Дире ми усне веќе скоро една недела откако е објавена. Па ајде малку да се осврнеме кон за прв пат слушаме од твоја страна еден нов, да кажеме, стил во твоите песни, иако сите се генерално балади, меѓутоа еден фламенко стил. Што се одлучи токму тој, дали те привлече оваа ситуација, можеби летниот период нормално не поврзува со летото со фламенко?
Pa iskreno da vam kažem, ja privatno volim da slušam latino, muziku, flamenko, fado, volim i orijentalnu muziku, tako da nekako se ovo stvorila prilika da to sve sažmem u jednu pesmu. Inače, nisam birala po tome da li je brza, vi znate da sam ja objavljivala balade na leto, a brze pesme na zimu, ne bavim se time kad koja pesma treba da izađe, nego zaista onako kako me ponese. Ova pesma me tako nekako ohrabrila sad za vreme ove pandemije. Kad god čujem demo snimak koji sam otpevala, bila u studiju i kasnije glas kada sam snimila, uvijek bi mi nekako budilo neku pozitivnu energiju i neku snagu da ćemo se izboriti sa svim ovim što nam se dešava i da će opet biti koncerata i da ćemo se opet družiti, da ćemo opet pevati zajedno, da ćemo opet biti zajedno. Da nekako ova pesma mi je pozitivna u tom smislu da mi daje nadu da ću uskoro vidjeti svoju publiku na koncertima i upravo to. Ima jedan stih u pesmi koji kaže idem samo idem, srce vodi me opet ka jugu, ostavit ću prošlost za sobom i svu moju tugu. I to je zapravo light motiv ove pesme, da imamo snagu i imamo motiv da idemo dalje i da se izborimo sa svim nedaćama. Така, се одлучи на ваква, навистина убава летна песна во буквална смисла на зборот, но дали може би најавуваш нов албум со оваа песна, дали може нешто да очекуваме веќе комплетирано со нов дел од песни, бидејќи сепак многу значеше оваа песна што ја пушти сега во овој период, бидејќи навистина ни достасува во овие тешки времиња музика, особено квалитетна од ваков изведувач како тебе. Hvala mnogo mi je drago. Ja volim često da naglasim da se ništa u životu ne podrazumeva, a naročito se ne podrazumeva da vas ljudi vole, poštuju, da prate vaš rad, da vole to što radite, tako da ja sam zaista zahvalna svojoj publici koja me prati svih ovih godina i voli i sluša i naravno svima vama medijima koji me podržavate, tako da sam stvarno blagoslovena u tom smislu. Moje je da se trudim da dajem muzički doprinos jer to je jedino što ja mogu u ovoj situaciji i ja se na ovome neću zaustaviti. Želja mi je da snimam dalje, da već imam ja nekoliko pesama za koje sam snimila demo snimke, ali želja mi je da ih objedinim sve na jedan album i da vas sve obradujem sa tim novim pesmama koje ću pripremiti i koje sam zapravo već počela da pripremam. Tako da, eto, ovaj period ću bar za to iskoristiti. Mada iskreno se u dubini duše nadam da ćemo na jesen imati koncerte i da ću doći opet u Makedoniju, da ćemo se družiti. Toliko sam imala lepi koncerata prethodnih godina po Makedoniji da mi nedostajete, šta da vam kažem, nismo se videli dugo. Isto i ti na nas, конечно, ајде некако да помине сева оваа ситуација и нормално го очекуваме сето тоа склопено со нов албум, да не дојдеш здрави во студио, но и низ градовите во Македонија, да се видиме повторно овдека, нели, во живо, сепак не е исто овој разговор преку нели, виртуелно, преку социјалните мрежи и она што е во живо. Ќе ти се заблагодарам многу на самиот крај. Еве една порака до нашите гледачи во ова време, нели, корона вирус, како Јелена Томашевиќ ја проаѓа овој карантински момент, односно сите, нели, сме дома? Pa iskreno, sad je mnogo lakše kad možemo da izlazimo u prirodu, trudimo se, Ivan i Nina i ja, da svaki slobodan trenutak provodimo ili na planini ili da šetamo po šumama, po parkovima i to dosta rehabilituje i duh i zdravlje. Šta da vam kažem, svako mora na svoj način da se bori, ali ono što pomaže jeste molitva, čitanje nekih dobrih knjiga, gledanje dobrih filmova, slušanje dobre muzike i da se ne sekiramo previše. Mislim da je to u stvari najbitnije, da se trudimo da prođemo kroz ovo sa što manje posljedica.
Така, јас ке ти се заблагодарам многу. Напоменав, те очекуваме во низ градовите во Македонија нормално. Тебе ти беше пракса можеби летниот период да си токму кај нас во Македонија, овој период пред неколку години, но за жал тоа не го дозволува оваа година, но секако во најбрзо време се гледаме во Скопје и нормално низ останатите градови. Ти благодарам многу. Hvala mnogo i veliki pozdrav i tebi i svima koji nas gledaju i hvala vam što me pratite i volite. Ja jedva čekam da dođem, da se vidimo i da pevamo zajedno, dugo nismo. Так, hvala ti mnogo, Ćao. pozdrav. Ćao.